Добар вечер, вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Данс е Макабре со своето 537 издание. А вечерва ќе имаме можност да го слушаме 26-тото издание во серијалот на епизоди на Данс е Макабре, насловени како Макабре Филмфест, кои настанаа во периодот на ковид пандемијата како потреба за препорачување пред се на филмови од моја страна, кои непречено ќе можете да ги гледате во вашите домови, односно не дозволувајќи да замре потребата од конзумирање на филмска уметност, која сите направи нели подобри битија. За потребите на ова издание избрав една хорор антологија и еден модерен слешер во рамките на жанровскиот филм. Потоа од мелодрамите фокусот ќе биде задржан на еден филм чија што главна актерка е номинирана за Оскар и едно исклучително инди остварување од Санденс, филмови кои најчесто летаат под сечи радар, и за крај ќе ви говорам за еден документарец за еден актер кој бил најпосакуваното момче на филмското платно и за еден спортски документарец во кој е опфатено едно консолидирање на тим на најдобрите светски кошаркари кои треба да ги надминат нивните ега и да научат да соработуваат за да победат. Кога правам селекција се обидувам да ги истакнам неправедно занемарениот квалитет на кој го поседува пред се одредени филмови кои не смеат, според мене барем, да бидат заборавени дека некогаш постоеле. А на почетокот на емисијата слушнавме две композиции кои што се наоѓаат на албумот World of Sin на бендот The Abbey, односно слушнавме Red King и A Thousand Dead Witches, односно станува збор за бенд кој што звучи и на Ghost, и на Blue Oyster Cult, и на старата гарда на Obsessed и Pentagram, односно е некаква си комбинација помеѓу Doom, Gothic Rock и Heavy Metal влијание, кој што ги имаат овој фински бенд, предводен од Јесе Heikkinen и Натали Koskinen од Shape of Despair, односно албум кој што беше издаден за Seasons of Mist со моќни рифови и одличен вокал, кој што од овој албум, од World of Sin, ќе имаме можност да слушнеме продолжение композицијата Widow's Will. Данс е Макабре е емисија во која 14 сезони се зборува за уметност во борба против лицемерие, дозависта и користолюбието, и тука уметниците се вистински херои, а не политичарите, и секое издание е на мала победа против шундот и апатијата. Целта на емисијата е да го доближи квалитетниот филм до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста. Вечерва имаме закажано полноќен танц со смртта по 537 пат. Јас сум Златко Ѓелевски, а ви останете со трансмисијата на канал 103 до крајот на светот. Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Данс е Макабре со своето 537 издание, именувано како Макабре Филмфест број 26. Ако некоја сте слушнале некоја од овие 537 епизоди на Данс е Макабре, веќе сте информирани дека секоја година во последната календарска епизода на Данс е Макабре се бира најквалитетниот хорор филм на годината, кој е еден од листата на 50 на најдобри хорор филмови кои во текот на годината се квалификуваат секој месец за да завршат на таа листа, токму во епизодите на Макабре Филмфест. Така и ќе биде и оваа година, во која отприлика просекот е некаде 3 до 4 филма месечно да завршат на оваа листа, од кои ќе се избере, се разбира, најдобриот. За потребите на Макабре Филмфест селектирам 2 филма, од кои пред се јас сметам дека вреди да се продискутира за нив, а првиот за вечерва е одличната хорор антологија Алегорија. Алегорија е режисерско стварување на Spider-One, кој го знаеме како предводник на бендот Powerman 5000, кој буквално на секој хорор филм во 2000-тите има песна на самиот саундтрак, а има удел и во тоа што тој е братот на Роб Зомби. Има режирано неколку кратки хорор филмови во периодот на корона и спотовите на бендот ги има снимено, а Алегорија е неговиот прв долгометражен игран филм. Моментално работи на Bury the Bride и краткиот The Six Notes. Антологиите имаат огромно значење за хорор жанрот, баш поради тоа што многу познати имиња се пробале и станале познати баш поради своите кратки, кои се
составен дел од омнибусите, се извинувам, и антологиите. Меѓутоа, кога еден режисер ќе одлучи да работи антологија, тоа значи дека има за цел да достигне некоја поголема тематска целина со своите кратки, и таков е и случајот со една од поквалитетните антологии во изминатите неколку години, во која за цел е да се прикажат пред се различен тип на уметници и како тие се соочуваат со предизвиците на пронаоѓањето на инспирацијата и на гледање на злото во неговите очи, кое е засадено длабоко во нив. Уметниците мора да се соочат со своите потиснати демони за да може нели да продуцираат творби кои што се за паметење. Без разлика дали е во прашање за последната актерка која глуми Криси Фокс, за да ја извади својата експресија на површина, или сликарот кој глуми Брајс Џонсон, кој има помош за доспевање на неговиот крајен рок, дали е во прашање сценаристот на слешер филм со раце зариени во крвта на ликовите, или па скулпторката која ја глуми Роб Зомбиевата Скаут Тейлор Комптон, или па рок-н-рол пеачката која е цимерка на актерката. Сите тие се соочуваат со нечестивите сили кои некому се од помош, а некому му одмагаат. Енди Печ ги снима винјетите, Криси ги монтира и работи на музиката заедно со Мишел Картер, со тоа што хиперлинкувани се животите на ликовите кои се во некаква пријателска поврзаност помеѓу себе, со оглед на тоа што се пресретнуваат без нивно знаење во микрокосмосот кој што го гради Spider-1. Продуциран е филмот од страна на RLJ и објавен е на хорор стриминг каналот на Shudder. Добитна комбинација е тоа што се опфатени представници од повеќе уметнички гранки, кои што заеднички нели е поривот за досегнување по врвните дострели, за кои потребно е да се вложи многу повеќе од парче месо за боговите. Се надеваме дека Spider-1 нема да си ја упропасти неговата кариера како неговиот постар брат и ќе продолжи да снима вакви интригантни, кратки жанровски остварувања. Во продолжение слушаме најавата за Sick. Sick е режисерско остварување на Џон Хајмс. Тој е ТВ режисер кој работи и документарни и ги има снимено играните филмови Universal Soldier Regeneration, потоа Dragon Eyes, All Square, Alone и работи на ТВ сериите Black Summer и Z Nation пред се. Моментално го снимал One Dog Day и по некоја епизода има во новите екранизации на Чаки и на Chicago PD. Не се снима само Zoom хорор филмови во пандемијата, односно авторите на слешер хорор филмовите го искористија периодот за да дадат свој коментар на ова наше постојање, се разбира низ каноните на жанрот, меѓутоа да ги искористат околностите, успеа на пандемијата за инволвирање пред се на социјалното дистанцирање и носење на маски како сценаристички двигатели на действието, односно препрека за преживување на потенцијалните жртви. Овие чинители станаа со оглед на тоа што нели болеста е подеднаков убиец како е и маскираниот убиец со нож во раката. Во филмот станува збор за две пријателки кои социјално се дистанцираат од светот за време на ковид пандемијата во фамилијарната колеба во дивината покрај езерце, но наместо да бидат сами, ќе ги придржи љубоморниот дечко на едната од нив и се разбира убиецот кој има неразчистени сметки со нив. Сега има причина зашто ќе добиете впечаток додека го гледате филмот дека се позамени тропи од Скрим на Вес Крейвен, од проста причина што сценаристот на Скрим е всушност и сценарист на овој филм, односно Кевин Вилијамсон, заедно со Кетлин Креб, се обидоа да ги имплементираат новите придобивки на ковид пандемијата не само како декорација и како некаков си временски белег на оваа доба, туку и да имаат значителен удел во мотивацијата на убиецот, што од оваа перспектива секако дека делува исилено, меѓутоа од иднина верувам дека со други очи ќе се гледа на овој иновативен потфат, кога пандемијата ќе биде минато, кое ќе го оставиме многу далеку зад нас. Гидеон Адлон и Бетлем Милон се во главните улоги. Джарон Леви го снима пандемискиот слешер во колибата, Ендру Дражек ги монтира бодежите и нима
Факрара ја компонира тензијата. Miramax е во соработка со Blumhouse за продуцирањето на филмот, кој беше работен за стриминг каналот на Peacock, кај што исто така завршија и Blumhouse-овите хеловински продолженија. Покрај овие два хорор филма, на листата на 50 најквалитетни филмови завршија и трилерите Beyond the Neon, како и кулинарскиот домени, за кого имате на засебна епизода во видеологија. И доколку сме дефицитарни со наслови оваа година, тогаш и култистичкото инди Candyland го чека своето место за да заврши на листата. Тука ќе направиме една кратка музичка пауза, имено во продолжение слушаме најагресивниот бенд за денес, како комплементарен на хорор филмовите за кои што ви говорам, односно ќе слушнеме композиции кои што се наоѓаат на 14-тото студиско издание на мелодичните дед металци In Flames од Шведска, односно нивниот најнов албум се нарекува Forgone, издаден е за Nuclear Blast, издаден неколку години по ID Mask. На овој албум на екипата на Фриден и Гелоте им се приклучи и Крис Бродерик на гитара, кај што ќе може да слушнете неговите мелодични делници, кои што сега веќе се препознатлив дел од старите In Flames и In Flames од 2000-тите кои што ги знаеме во еден звучен хибрид кој што го нуди овој албум, од кој ќе слушнете композицијата State of Slow Decay, Meet Your Maker и End the Transmission. Така што продолжение ги слушаме одличните In Flames кои што сега за жал не успеавме да ги гледаме во Младинскиот културен центар по откажувањето на нивната турнеја за време на COVID пандемијата, но се надеваме дека некогаш ќе имаме можност да ја погледнеме во живо во нашата држава. До тогаш ги слушаме In Flames на канал 103. Вие слушате радио канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре со своето 537 издание, именувано како Макабре Филм Фест број 26, и со оглед на тоа што мелодрамите се во преден план на селекцијата на мојата YouTube емисија Видеологија, најизвиканите наслови ќе ги најдете таму, меѓутоа останувам со една обемна листа на значајни филмови кои што поседуваат квалитети, меѓутоа немаат маркетинг машинерија за нивно промовирање, кои најчесто и завршуваат во Дансе Макабре, конкретно во селекцијата на Макабре Филмфест, затоа што сметам дека имаат квалитети за кои што треба да се проговори. Овој пат предводени ќе бидат од два силни женски перформанси, едниот ментално, а другиот физички. И првиот филм за кој што ќе ви говорам е Ту Лесли. Ту Лесли е режисерско остварување на Майкл Морис, односно станува збор за ТВ режисер кој го најмува да снима неколку епизоди од ТВ сериите House of Cards, Halt and Catch Fire, Shameless, Billions, Preacher има неколку епизоди, потоа 13 Reasons Why, Lock and Key for All Mankind и од последната сезона на Better Call Saul, а ова е неговиот прв долгометражен игран филм, кој што тој го има снимено, филм во кој една неодговорна мајка добива на лотарија во Тексас и како што ги добива парите, така ги раствала на секаде, за да се запознаеме со неја во мигот кога е избркана од хотелот, останува без кров над незината глава и никој не сака да ја привере кај себе, и тоа е така со причина, колку што можеме да воочиме од ликовите кои ги глумат Алисон Джени и Марк Мерон, кои во неколку наврати подаваат рака кон Лесли, која глуми одличната Андреа Рајзенборо, која ја почитувам уште од посесор на Брендон Кроненберг назад, меѓутоа успева на секоја подадена рака да ги изманипулира помагачите, односно сите кои даваат предусловот да се појави на работа и да престане да се пијанчи, но таа упорно ги прекршува ограничувањето, односно тоа единствено ограничување кое што е дадено за нејзино добро пред се. Со други зборови, сведоци сме на еден лик кој имал премногу шанси за нов почеток и сите до една ги упропастил, односно автодеструктивно. Гледачот станува нем сведок на незината пропаст, така што колку и да се обидува да навива за незиното станување на две нозе,
Лесли ќе најде начин да си се препушти на незината зависничка природа, затоа што сака да се себе казни за сите погрешни правци кои што нели ги фатила во незиниот живот. Така што гледаме како еден лик пропаѓа во надолна линија, без сопирачки на патот кон амбисот, односно гледаме одвивање на сообраќајна несреќа во успорена снимка и не можеме да го спречиме настанувањето пред се на таа колизија. Филмот играше и на Чикаго, и на Рейнденс, играше во Стокхолм, имаше премиера на South by Southwest и дотурка до номинација за Оскар за Андреа, на што патетичните дедовци од Академијата почнаа да реагираат како е можно некоја Алистерка, например, како Мерил Стрип, да не биде номинирана, туку Андреа да добие номинација, па има многу добра причина зашто е тоа така, затоа што одглуми толку убедливо лик, што Мерил Стрип и актерки од големото Добро утро не би ни знаеле како да се постават за кога таков лик би им додаден пред се. Така што според мене Андреа и тоа како го заслужи секој примат за тоа што филмот го носи на незиниот грб, не баре гледате некаков си американски реализам, односно натурализам, кој што Шон Бейкер го брка, односно Флорида Project или па American Honey се многу блиски на естетиката која што има овој филм, едноставно предводен е од маркантен актерски перформанс кој е хипнотизирачки и го влече вниманието на секој гледач. Продуциран е од страна на Mr. Smith Entertainment и на Momentum Pictures. По инди не може да биде од конструкцијата на продукцијата. Ларкин Сиепл ги кадрира сцените во хотелите и баровите, музиката е на Линда Пери, а ова пропасна ликот ја монтира во едно незапирливо течение Крис Макейлеб. Ту Лесли е диамант на американската независна кинематографија, на кој треба да се угледаат останатите ѓубриња кои ги сере холивудската проститутка која што владее моментално со самата индустрија, така што топла препорака е да погледнете Ту Лесли, а во продолжение слушаме најава за Gentle. Gentle е режисерско остварување на Лазло Чуја, односно режисерот на Blossom Valley, и Јана Немес, режисерката на Beauty of the Beast. Тие заедно снимија една доста атипична мелодрама, баш поради тоа што продира до пространството на еден спорт за кој многу малку сме добиле филмови со издржано психолошко профилирање на ликови. Односно, унгарскиот филм го предводи Едина, глумена од Естер Цонка, која што е бодибилдерка, која е подготвена да ризикува се во животот, само да го исполни зацртаниот сон кој што го имаат таа заедно со незиниот сопруг Адам, глумен од поранешниот бодибилдер Ѓорѓи Турош, кој е и незин тренер, со кој има зацртано Едина со незината моментална форма, да ја освои титулата Мис Олимпија. Дисциплината која е потребна за да се биде најдобар во незината професија подразбира строг режим на исхрана, која комплетно ќе ги елиминира мастите од телото, ја согори водата и претвори во чиста мускулна маса, но животот на протеини воопшто не е здрав за срцето и за останатите внатрешни органи, кои се под постојан притисок при континуираното кревање на тегови, за да се дојде до зацртаниот идеал. Тој идеал е всушност проекција која ја има наметнато сопругот, односно тренерот, а Едина само послушно се обидува да ги направи над човечките напори, да трпи дури микроагресии од негова страна, само за да може да го достигне тој негов зацртан идеал кој се коси со незините потреби и пориви. Со други зборови, треба да биде нешто што не е. Кога незиното здраве ќе биде ставено во втор план, ќе се најде во ситуација во која нема ни да може да стои на незините нозе, а не пак да се надпреварува. Кревкоста на незината психа е интригантна да се погледне зад крупниот екстериер, кој го и крутоста незина кој го поседува пред се бодибилдерката, која треба да ги подреди приоритетите кон кои би се стремела во животот, во што лежи всушност големината на самата творба. Подготвена е да подлегне под различна фетишизација, само нели за да има доволно средства за суплементи и да учествува во надпреварот, а незиниот со партнер не е
способен да го прегази достоинството и да биде стриптизер, например. Меѓутоа, таа е подготвена да го даде нејзиното тело за да може да биде користено како фетиш. Сега, филмот ја имаше својата премиера минатата година на Sundance, во категоријата во која што беше и нема сама, беше награден на Train Dance, во фестивалот во Брисел и во Палиќ, а играше и во Трансилванија, Нью Хейвен, Сиднеј, Хонг Конг, Ханој, Трст. ZDF и Арте го подпомогна Focus Fox во продуцирањето на филмот и неговата дистрибуција во самите киносали. Штета што требаше да чекаме нежна да го добиеме по една година, но подобро некогаш отколку никогаш и мислам дека е направена неправда што Blockade беше представник на Унгарија, а не Gentle за интернационален Оскар, а знаеме дека Blockade не ни дојде до кратката лиска. Сметам дека тоа е тешка утка, но тоа е што е. До сега не сум имал можност да ги рецензирам ниту во Макабра Film Fest, ниту во видеологија The Quiet Girl, Co-Pilot, Hit the Road, White Noise, Ravija Kurnas vs. George Bush, When You Finish Saving the World, Empire of Light, сите ми се погледнати и секој од нив заслужува своето место да го добие во емисијата, но ова е токму таа неблагодарна листа на резервни наслови, од која посегнувам од време на време да го втерам рефлекторот во нив и се надевам дека во некое наредно издание ќе ги опфатам. Тука може да направиме кратка музичка пауза и во продолжение на емисијата да изслушнеме Pierce the Veil. Односно ќе слушаме композиции кои што се наоѓа на нивниот нов студиски албум The Jaws of Life. Pierce the Veil ги знаеме како бенд од Сан Диего од Америка кој во минатото повеќе се поклонува на емокор, на пост-хардкор, денес се навраќаат на некаков си музички стил од 90-тите, односно на алтернативниот рок-н-рол, на нивниот петти албум The Jaws of Life, кој што го издадоа за Fearless. Ќе имаме можност да ги слушаме продолжение на емисијата Death of an Executioner, Past the Nirvana, Emergency Contact и насловната тема доколку имаме време. Така што продолжение на емисијата и слушаме мелодичните поп-панкери, алтернативци, Pierce the Veil и потоа се враќам во етер да ви говорам за преостанатите два филма во ова издание на Дансе Макабре. Вие слушате 537-то издание на Дансе Макабре на радио канал 103, именувано како Макабре Film Fest број 26, а во рамките на документарните филмови кои што ги селектирам во секој издание на Макабре Film Fest, најчесто станува збор за документарни остварувања од филмската и музичката сфера, меѓутоа овој пат издвоив едно неочекувано за мене дело за еден актер кој е од огромно значење за филмската уметност во неговите млади години, кои се поминати на филмското платно, наспроти човекот кој е денес. И во таа дискрепанца може да се забележи интригантноста на оваа творба, а наместо да завршам со музички документарец, овој пат си земам за право да го скршам калапот и да проговорам за еден спортски документарен филм, затоа што сметам дека би имал огромна гледаност доколку би била запознаена пошироката популација со него, со оглед на тоа што колку многу беше славен, например, The Last Dance, документарната серија. Верувам дека овој филм би им се допаднал на истите гледачи на оваа серија, а тој всушност е работен од продуцентите на серијата и принципот на работа е прилично сличен. Меѓутоа, да влеземе во филмскиот свет, најпрво преку The Most Beautiful Boy in the World. The Most Beautiful Boy in the World е режисерско остварување на Кристина Линдстром. Таа е режисерката на документарните портрети на Палма и Пер Джонсон и Кристијан Петри, кој има зад себе бројни документарни филмови како Tokyo Noise, Брунен, Хотел, Атлантен, White Light, односно се извинувам, Winter Light Revisited на Бергман, а заедно ја снимија документарната серија за доаѓањето на панкот во Шведска во 1977 година, именувана како Еран,
Панк и Тределар. Тие соработуваат за да направат портрет на една атипична актерска звезда, која судејќи според состојбата во која го затекнуваме, живее во стан во кој што години поминале кога последен пат го исчистил, му се заканува закана за себе од страна на соседите со оглед на тоа како го има запуштено пред се. Ако ви кажам дека станува збор за Бьорн Андресен, воопшто не би ви значело ништо неговото име во денешен контекст, најмалку долгокосиот старец со бела коса би го парализирале со него, меѓутоа ако го премотате времето на назад 50 години, ќе дојдете до насловот на филмот, назив кој му е даден од страна на великанот Лучино Висконти, кој цел свет го има прошетано да го најде најубавото момче кое треба да го глуми Тецио, односно момчето по кое ќе полуди возрастниот композитор во екранизирањето на Смрт во Венеција на Томас Ман. Сега веќе појасни стануваат нештата и се сеќавате дека имаше документарен филм во кој што момчето кажуваше дека Висконти го носел во геј клубовите и таму бил објективизиран, не баре негов трофеј. И кога ќе се запрашате што стана со најубавото момче во светот, па тој се претвори во старецот кому му се заканува да биде избркан од вулканиот стан. Иако има сценирани сегменти во документарецот, со помош на неговата девојка, актерот успева да си го исчисти дувлото и да застане на своите нозе, но во филмот да знаеме многу повеќе за траумите кои ги преживеал од својата најблиска фамилија, најпрвен губитокот на мајката, незнаењето на неговиот татко, контролирачката баба, смртта на неговиот син, кои често го туркаат во длабока депресија и безнадежност, до која е измокнат од неа со помош на неговата сакана. Но јас бев шокиран кога ги погледнав сцените од Мидсомар, сваќајќи дека Ари Астер е великанот кој многу добро знаел кој е Бьорн, па го има пронајдено и го ангажирал да биде старецот во Мидсомар кој ќе падне од карпата и ќе добие чекан во својата глава за да биде умртвен и жртвуван. Така што најубавото дете беше жртвувано на боговите на хорор филмот. Без разлика на сценираноста пред се во глумената интима на телефонот, продорот во интимата за да се прикаже човекот зад името, има голем удел за создавање на значајното документарно дело. Филмот имаше својата премиера на Санденс, па играше на бројни фестивали во Хонг Конг, Москва, Hot Dogs, Cleveland, Millennium Dogs. Продуциран е од страна на Monterey Film, ZDF и Арте и снимени се интервјуата од страна на Ерик Валштин, монтирана е архивата од Дино Јонсатер и Хана Леонквист, а сентименталната музика е на Филип Лейман и Јана Вон Хаусволф. Прекрасен интимен портрет за човекот кој се бори на најдобар можен начин против своите демони, но секој му е потребна помош во таа борба, па макар и да сте најубавото момче во светот. А за крај слушаме и најавата за The Redeem Team. The Redeem Team е режисерско остварување на Џон Вајнбак, односно тој е режисерот на Walk of Stories, Improbably Gibson, потоа продуцентот на ТВ серијата The Last Dance, потоа режисер на серијата We Are LAFC и документарниот Walk of Stories, One Crazy Night in Baseball. Сними еден спортски документарен филм, Џон за кошаркарскиот тим, кој кога ќе ви ги напоменам имињата кои членуваат во него, на хартија делува дека е победник во секој надпревар уште пред да топне баскетот на теренот, ама не е така, затоа што во средината на 2000-тите, барем јас колку што се сеќавам, тие беа кошаркарското бавче кој стигне од европските тимови, па дури и Аргентина, ги рендаше како прв пат да фатиле баскет во нивните раце. А тимот беше составен од страна на Коби Брајант, Леброн Джеймс, Дуейн Уейд, Кармело Антони, Крис Бош, Крис Пол, Двајт Хауард и многу други. Ако се запрашате како е тоа можно, одговорот е многу едноставен. Кошарката е тимски спорт, а не е збир на егоманијаци. Затоа еден Джиноби или и Аргентина ги растура,
Пол Гасол и Шпанија ги газеа на терен и американската репрезентација беше за подсмев на Олимпијадата во 2000-тите и често и настапуваа со резервната клупа пред се, затоа што милиони ги плаќаат нели во НБА овие играчи, не сакаат да си ги повредат нивните златни ноџиња, да играат за честа на државата, наводно најдобрите кошаркари во светот, па затоа губеа од кој ќе стигнеа, откако нели Мелоун и Джордан и останатите звезди од 90-тите заминаа во пензија. Документарниот филм ги опфаќа 4-годишните летни подготовки за екипата да се консолидира во 2008 година и да може да го обели образот на државата и ги изгази противниците, од кои неколку од нив се играат во истите тимови, односно сотимци се во НБА, сваќајќи дека кога се игра за државата, нема милост и штом Брајант научи дека треба да ја подаде топката, почнаа да победуваат. Овој долгогодишен период на подготовки во кој има прекрасна архива од Коби и младиот Леброн го монтираат Джереми Ксу, Чарлс Оливер и Стивен Јао, а музиката ја работат Шейнели Абрамс, Кемфаер и Џони Пакфар, а го снимаат четворица кинематографери, односно кој бил слободен во периодот. Задолжително забавно документарче за сите спортски љубители, посебно за тие кои го гледале The Last Dance и им се допано. Ќе може да уживаат на Netflix во составувањето на една од легендарните екипи, во која штом се скротат егата и започне соработката, сите противници клекнуваат на колена пред гигантите. Во некоја наредна можност ќе ви говорам за Can't Be Stopped, Until the Rise and Fall of End-1, Senior, Is That Black Enough For You, Moon Age Daydream, Толјатија Дрифт или Дио. Меѓутоа, до сега не сум имал можност за овие документарни филмови да проговорам, се надевам дека ќе имам во наредно издание на Макабре Филмфест. А за крајот на ова издание ќе слушнеме неколку композиции кои што се наоѓаат на студискиот албум Sky Void of Stars на уште еден скандинавски бенд, односно на шведските прогресивни металци Кататонија. Ова е нивното 12-то студиско издание, издаден за Napalm Records. Пред 3 години го издадеа City Burials, ова е негов наследник, од кој што ќе може да ја слушнете Austerity, Colossal Shade и Drab Moon. И со тоа го затворам 537-миот гримоар на Дансе Макабре и го враќам на полицата кај останатите изданија кои играат тајните на универзумот. Јас сум Златко Ѓелевски, а до останатото издание на Дансе Макабре гледајте хорор филмови и плашете се.